Откупот на оризот од реколтата 2018 година комплетно е завршен и според податоците од регистарот на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство откупени се 10.000 тони оризова арпа и 7.000 тони бел ориз. Откупната цена на белиот ориз од реколтата 2018 година бележи раст на цените од 8 до 13 денари по килограм. Конкретно, крупниот бел ориз се откупуваше по цена од 45 до 50 денари по килограм, за разлика од реколтата од 2017 година, кога беше од 35 до 37 денари. Зголемување има и на откупната цена на оризовата арпа, која што во 2018 година достигна цена од 20 до 24 денари по килограм, а во реколтата 2017 година цената изnosуваше 14 до 18 денари. Откупната цена на ситниот бел ориз од 2018 година се движеше од 30 до 35 денари по килограм, за разлика од претходната реколта кога беше од 25 до 30 денари. Додека откупната цена на ситната арпа бележи раст од 4 до 8 денари по килограм во зависност од квалитетот. Односно, за оваа реколта се откупуваше по 20 денари по килограм, за разлика од претходните години кога беше од 12 до 16 денари по килограм. Интервентната мерка која што кон крајот на минатата година ја воведе владата за производителите на ориз, придонесе целото производство на ориз од реколтата 2018 година да биде во целост откупено по повисока откупна цена во споредба со претходните реколти. Владата минатата година, поради ниската откупна цена на оризовата арпа и нарушениот биланс помеѓу понудата и поборувачката, а со цел да се потикне договорното производство, односно договорниот откуп на оризова арпа од реколтата 2018 година, донесе или воведе интервентна мерка од 5 денари за килограм произведена и предадена оризова арпа кај регистрираните откупувачи. Со цел да биде опфатена целата количина на произведена оризова арпа од реколтата 2018 година, со програмата за директни плаќања, односно за субвенциите во 2019 година, се воведе мерката која што беше воведена се продолжи да трае и од 26 декември 2018 заклучно до 25 април 2019 година, односно до пред неколку дена. Висината на сите овие дополнителни директни плаќања изнесува 5 денари по килограм. Рокот за поднесување на барањата за интервентната мерка заврши на 25 овој месец, а во моментов во платежната агенција се врши обработка на пристигнатите податоци, пошто во текот на месец мај ќе започне исплатата на дополнителната субвенција од 5 денари, што е особено значено да го знаат оризопроизводителите. Оваа година во програмата за директни плаќања се издвоени повеќе пари за финансиска поддршка на земјоделците производители на ориз. Висината на субвенцијата за засејани површини со ориз од 6.000 денари е зголемена на 18.000 денари по хектар за оние земјоделци кои што не употребуваат сертифициран семенски материјал. Субвенцијата за земјоделците кои што употребуваат сертифициран семенски материјал од 12.000 денари е зголемена на 25.000 денари по хектар, односно 30.000 денари по хектар за земјоделски стопанства со пријавена површина за финансиска поддршка од минимум 5 до 50 хектари, односно земјоделските стопанства кои што се дел од развојната категорија. Министерството континуирано работи на развој на производството на ориз. Уште првата година од мандатот, односно во 2017 година, со измени во програмата за директни плаќања се поддржа домашното земјоделско производство со линеарно зголемување на субвенциите за 10%, а кај оризот тоа зголемување беше 300%. Во програмата пак за 2018 година за 20% се зголеми субвенцијата за растително производство, вклучително и за оризот за земјоделците со развоен капацитет. Се зголеми и скалестото рангирање од минимум 10 на 20 хектари за исплата на 100% од субвенцијата, а се воведоа и дополнителни мерки како што е и последната од 5 денари за чие што реализација исплатата започнува кон месец мај 2019 година. Благодарам.